Пукањето врз поранешниот американски председател Доналд Трамп на 13 јули го стави главниот американски хирург доктор Вивек Мурти ужаснат, изјави тој за Associated Press. We lose nearly 50,000 lives every year. Секоја година губиме речиси 50.000 животи поради вооруженото насилство. Мојата надеж е наместо тоа да го гледаме како поларизирачко и политичко прашање, да го видиме она што е јавно здравствено прашање кое не засега сите нас. Минатиот месец канцеларијата на Мурти го издаде првиот совет за насилство од огнено оружје. Тој истакна дека 54% од американците доживеале насилство со огнено оружје, директно или преку член на семејството, и предложи начини за решавање на она што тој смета дека е криза на јавното здравје. This includes implementing community violence prevention programs. Ова вклучува имплементација на програми за превенција од насилството во заедницата и стратегии за намалување на ризикот од огнено оружје, подобрување на пристапот до грижа за менталното здравје за оние кои се изложени на ризик од насилство со огнено оружје. Националната асоциација за оружје за гласот на Америка писмено изјави дека продолжува војната на администрацијата на Бајден против собствениците на оружје кои го почитуваат законот. Еми Свиер од конзервативната истражувачка група фондацијата Heritage сподели слични ставови. Прогресивните либерални политики едноставно не успеваат да ја заштитат јавноста. Тие не успеваат да ги спроведат законите што веќе постојат. Тие само рутински го отфрлаат малиот дел од населението, што е одговорно за огромното мнозинство на насилни злосторства, наместо да ги стават во затвор. Гласот на Америка праша неколку американски гласачи дали обидот за атентат на Трамп ги промени нивните перспективи за поседување оружје. Сметам дека ако знаете како да се справите безбедно, тогаш треба да го имате. И сега, со климата каква што е, мислам дека повеќе луѓе треба да се вооружат и да ги заштитат своите домови. Има премногу насилство во Америка и треба да бидеме поконкретни за контролата на оружјето. Не сакам да гледам некој да биде повреден. Истражувачите велат дека надвор од критичните, но тешки национални разговори за политиката, постојат мерки што може да се преземат на основно ниво за да се спречат смртни случаи поврзани со огнено оружје, од кои повеќето беа самоубиства во 2022 година. Да научиме вештини за превенција од самоубиства, да не се плашиме да посегнеме по луѓето за тешки разговори, градење на структури за нега и помош за луѓето да се поврзат и да создадат планови за интервенција. Училиштата, работните места, верските и центрите на заедницата би можеле да учествуваат во тие напори, истакна Петерсон.